Председателе, моето процедурално обраќање е во врска со член 133, поврзано со член 226 од Деловникот. Именно членот 133 вели дека иницијатива за донесување закон до овластените предлагачи, тоа сме ние и владата, може да даде секој граѓанин, група граѓани, институции и здруженија. И оваа иницијатива која е упатена до собранието се доставува до пратениците и се известува подносителот. Во врска со наредната точка која што доаѓа, точка 9, таа е иницирана, иако е поднесена до властени предлагачи, е иницирана од двајца адвокати. Тоа се адвокатите Јанаки Митровски и Драган Пешевски. Членот 226 предвидува во главата 14, која регулира јавност во работа, дека граѓаните на Република Македонија можат да ги следат седниците на собранието и на работните тела од галериите, значи од тука од згора, во согласност со прописите за внатрешниот ред на собранието. Бидејќи јас ги примив овие адвокати кога го поднесува предлогот, преку средствата за информирање известени сме дека тие прописно си побарале да бидат присутни како иницијатори во галеријата, но вие лаконски сте им одговориле, или не знам воопшто дали сте им одговориле, дека не сте го примиле наводно тој нивен поднесок. Па сакам да прашам зошто го ускратувате уставното и деловничко, законско и деловничко право на граѓаните кои што се иницијатори, бидејќи нема никакви последици по безбедноста ако двајца адвокати бидат присутни овде во галеријата, зошто им е оневозможено на овие двајца адвокати како иницијатори на овој закон во точка 9, тоа е законот за амнестија за настаните по повод 27 април, зошто им е оневозможено да бидат присутни кога деловникот тоа го дозволува? Ви благодарам.